10 општини во југоисточниот регион успеа да реализираат околу 80% од своите буџети во минатата 2022 година. Но и покрај тоа, тие не сметаат дека постигнале голем успех, бидејќи целото работење било во услови на криза. Од скапа електрична енергија преку пренаменување на средства од буџетот и многу кратења. Вака накусо ја сумираат 2022 година. Но и покрај кризата, градоначалникот на Радовиш вели дека ги задржале инфраструктурните проекти. Она што е најголемиот бенефит што успеавме да граѓаните и покрај сите овие притисоци ние не направивме зголемување практично на ниедни цени на комуналните услуги. Што успеавме и покрај тоа што имавме огромен притисок од сите страни, јавните претпријатија беа пред затварање, со блокирани сметки ќе ги донесевме, меѓутоа успеавме да го пребродиме и тоа. И денеска општина Радовиш влегува во 23-та година амбициозна, со нови планови кои што мислам дека ќе бидат многу поголеми и многу по експедитивни за граѓаните, а самите бенефити, бидејќи ние во 23-та година ќе почнеме и капитални инвестиции, што е моја лична цел да со мали инфраструктурни објекти ние движење напред нема да правиме. Градоначалникот на Струмица Костадинов вели дека 2022 година поминала солидно. Не се откажале од инвестициите, иако поскапената електрична енергија им изела сериозни пари од буџетот. Важно е да бидеме сите свесни дека се наоѓаме во една сериозна економска енергетска криза, особено од фактот дека од ноември почна поголемите сметки за електрична енергија. И тоа го спомнав и на седницата на Советот, кога кажав дека треба да бидеме повеќе од задоволни во однос на реализацијата на буџетот за 2022 година. Зошто? Затоа што имаме реализација на буџетот на приходниот дел од 81% заклучно денешниот ден, каде што имаме реализација на капиталните приходи на општината од 104%, што е навистина вредност за Струмица и потврда за добрите одлуки кои што ги носат мнозинството советници во Советот на општина Струмица, во делот на расходниот дел, особено во делот на капиталните расходи, што се предмет на расправа при секоја седница на Советот. Во целата оваа криза имаме 55% реализација на капитални расходи заклучно со денешниот ден. Минатата година била тешка и за општина Василево. Градоначалникот Славе Андонов потенцираше дека општината затекла долг од околу 1,5 милион евра и блокирана сметка, но почнале полека да намалуваат од долговите. Во наредниот период ќе продолжиме на стабилизирање, бидејќи се уште општината е блокирана и долгот имаме намалување од околу 15 милиони денари, значи вратив долг од денот кога ја презеда функцијата над 15 милиони денари. Се надеваме дека со одредени финансиски мерки и инструменти што ни стојат на располагање, ќе успееме идната година да деблокираме со цел да реализираме уште повеќе проекти, велам уште повеќе бидејќи и со во ваква ситуација општина Василево реализираше голем број на капитални проекти. Еден од тие кои што сакам да ги истакнам и на кој посебно сум горд е реализацијата на локалниот пат Нова Мала Добрашинци, кој е многу важен за подогражденскиот регион. Општините од југоистокот се надеваат дека тековната 2023 година ќе реализираат барем 90% од предвидениот буџет.